Ние веќе зборувавме за тоа дека постојат два јазика, од кои еден е јазик за разбирање, а друг е јазик за комуникација. Меѓутоа, со пишување се занимаваат претежно луѓето кои го користат тој обичен јазик и за нив литературата е всушност така, едно надополнување, забава, амбиција на оно. Бидејќи секој може да напише книга. Уште Хегел зборуваше дека умен и образован човек може да напише книга и да биде и светски релевантен автор. Или има кај Гете на едно место, колку што се сеќавам, кога дава совети кај Екерман, вика, онај кој пишува проза треба да има за што да пишува. Онај кој сака да напише некоја песна и не мора да знае што сака, може да почне со еден стих, ќе се надоврза на тоа некоја римичка и од тоа ќе излезе нешто кое всушност не е ништо, ама пак личи на нешто. Ова што сега го слушавме беше гласот на Митко Маџунков и колку да е ова чудно, ова е мојата прва театарска средба со него. Тоа беше некаде во 1987 година, јас бев трета година гимназијалец во гимназијата во Струмица и тоа беа деновите кога Бранко Ставрев ја поставуваше неговата пиеса Сенката во Струмичкиот театар и ние една мала група ентузијасти, влюбеници во театарот, побаравме од тогашниот директор на Струмичкиот театар Лазар Новаков да не пушти на проба кај Бранко Ставрев и кај Митко Маџунков и отидовме тивко од горната страна, од големата сцена, од театарот, очекувајќи дека ќе присуствуваме на проба во која на сцена се актерите, а режисерот Бранко и драматургот Митко Маџунков се некаде таму на гледалиште. Но за мене беше шок тоа што ја видов следната сцена, на гола театарска сцена, како ова отприлика, на еден ваков касетофон, имаше касета на која имаше снимено некој машки глас кој го зборуваше текстот од пиесата, а сите актери кои учествуваат во пиесата, начело со Мери Бошкова, Мите Грозданов, Лекон Думев, Стојан Гогов и другите, беа во првиот ред во гледалиштето и го слушаа гласот кој надоаѓаше од касетата, од касетофонот. Подоцна разбрав дека тоа е гласот на драматургот, на авторот, Митко Маџунков, кој за да им помогне на актерите со правилното зборење, внимавајте на струмичкиот дијалект, целата пиеса, целиот диалог, тој го одиграл и го снимил на касета, на касетофон. И тоа беше мојата прва средба со Маџунков, со неговиот театар, со неговата драматургија, лице во лице. Еден наспроти друг, во овој случај, јас од крв и од месо, тој како глас од една касета. Правлив пат меѓу лозињата.
Во позадината ридчиња. Во удолнината меѓу две лозиња бунар. На тоа место, на патот, има камено мовче без ограда. Александро стои токму на мостот и гледа напред, кон котлината. Преку рамото префрлил торба, а во рацете носи штафелај и платно. Септемвриското сонце се одбива од зеленилото и просто се прелева преку неговото лице. Сази мој. Што е сега ова? Мајмун. Кој кажа мајмун? А кто тупуре сам. Ке ти кажам кој кажа мајмун, мајмун и не мајмуно. Зошто така без причина се задевате со мене? Как бе се задевам? Абе ти игла ли си па да се задевам и да те вденам? Или си конец па да те вдевам и да те наденам? Или само така си дрнкаш? А? Само прашав. Зашо бе да ме прашаш? Јас не сум бе ни черга ни јурган да ме прашаш. Ако те запрашам ста прашалка што држам у раце, ке виж ка се прашем мајмунина мајмуно. Добро. Не можеме ли како луѓе? Кој бе луѓе? Абе луѓе идеја кај луѓето. Ние сме човеци. Мислам човечки. Ги димори мајкичко са и магаре ма направи. Зошто така? Како бе, зашто бе? Значи, чим не можем човечки, знам магарешки. Значи, јас сам магаре. Кој кажа? Како кој бе? Којко од Габрово. Па Ралин од Дабиля. Па Коне од Кунарево. Па Коле од Кулешино. Па Ангел од Ангелти. Абе и Петре од Петранинци. Што толку сум ви сгрешил, па вака без причина? Чеки. Ај плачи малку. Ај, зр. Ама зошто ме напаѓате? Плачи бе! Езерото еден ден ќе исчезне. Тој изгледа неверојатно, па сепак е така. Ќе се расени, како дамнешна слика. Планината што сега мајчински го чува, ќе го голтне претворена во огнена ламја. Ќе го снема како што ќе исчезнат еден ден и земјата со луѓето што ја населувале, и небото со сонцето, и со месечината, и со сите своји звезди. И планината и езерото спокојно се лулеат во очите на Кирил, како во огледало. Толку се стварни, што тој просто претрпнува од чувството дека се тука. Знае дека еднаш навистина ќе ги снема. Но тоа сега не му изгледа можно, ни веројатно, ни стварно. Далечно. Во секој случај, многу далечно е времето кога водите еднаш за секогаш ќе истечат, а со нив и последните студени лачи на сонцето. Тогаш, него одамна веќе ќе го нема. Ќе ги снема и оние без кои животот и така ќе стане пуст. Ќе исчезнат расите и народите, нивните вери и уверенија, јазиците, со се речено и неискажано. Сите луѓе што биле или допрва ќе се родат, и сите спомени за нив. Ако зборуваме за кон другата земја и ако се обидеме да раскажеме за тоа како се прави куќа на македонски начин, или
визави една огромна понуда која има денеска на, условно да кажеме, не литература, нели, како се станува богат, како се станува убав, како да освишне убавата жена. Најверојатно дека кон другата земја е рецепт за тоа како се прави македонска куќа, при тоа не мислејќи само на тоа, нели, како физички се прави куќа, туку или како таа куќа се создава како духовна вредност. Тука ли сме, на место ли сме за тоа како се прави едното и другото? Тоа е едно од местата, бидејќи мојата литература, ако се гледа внимателно, ќе се види дека од книга во книга мотивот на куќата со разни модификации, во разни модификации се повторува, тоа се оркестрира, се усложнува и така натаму. Например, во кулата на ридот исто се прави куќа, само тоа не е обична куќа, туку станува збор за еден гигантен објект кој е малку во светот, малку надвор од светот, кој има своја символичка специфичност, но исто така и една своја конкретност која е јасно таму дадена. Или ако земеме во расказите или во романите, некои од романите или еве во драмите за Илјо М, тој па гради колиби. Гради и куќа или за синовите, не? Гради прво куќа во расказите и во првите драми, а потоа на крајот во финалето, или во Пуста земја, таму каде што се собираат де факто сите актери од повеќе мои дела, тој прави колиба, што вика моето е до тука. Во времето на ирвасите во Белград се прави таа имагинарна македонска куќа, која не може се препознае дали е стварна или нестварна, бидејќи личи повеќе на македонска куќа од сите други кои можеме да ги видиме во стварност. Слично е, но многу специфично и со кон другата земја. Кон другата земја исто така еден од главните мотиви ги базира врз устројството на куќата, што преносно, нели, го антиципира устројството на семејниот живот, па и на самата држава. И сега, иако прототиповите и физичките места во литературата не се исти како во стварноста. Јас, наиме, како што е речено на повеќе места, не правам литература во однос на стварноста, туку наместо стварноста. Се создава нешто друго, значи и самите тие куќи се поинакви. Меѓутоа, тоа ако го нагласиш, ќе излезе алегорија, ќе излезе некоја смешна символика, тоа мора да биде скриено. Така што изградбата на таа куќа, чиј прототип се наоѓа тука некаде на оваа место, е истовремено процес на изградбата на една куќа, така како што е, и процес индиректно на изградбата на една држава, затоа што тука сите елементи, и мислам тоа со државата Матеја Матевски прво го забележа, сите елементи важни се тука. Собирноста, помошниците, подпирачите, материјалот, па на крајот на краишта и парите. Ама, они изгледа не се во прв план, не се најважните. И така таа чудесна градба настанува, меѓутоа, за разлика од животот, каде што таа си го продолжува својот век, бидејќи уште таа 90-та година, кога јас ја почнав оваа куќа, тогаш за едно лето беше и ставена под кров. Меѓутоа, во кон другата земја таа не е ставена под кров, туку останува со плоча. А плочата ни кажува дека врз таа плоча или ќе се направи нешто, или ќе остане, се знае што е плоча. Тоа ќе остане надгробна плоча. Тоа
не се однесува на физичката куќа, туку се однесува токму на неизините значења. Година се години и на голем оптимизам во однос на државата, нели? Но и на песимизам на луѓе кои можеле да разберат што ќе се случи, отприлика. Но ставевме ли 25 години покасно, јас, мојата генерација, уште една плоча, ставивме ли уште некој столб на таа плоча која тие остави до прва плоча, на таа куќа македонска? За жал мене уште тогаш ми беше јасно што ќе се случи. Мојата сопруга е тука, жива, и јас си реков, а тоа беше токму таа и следната година, кога почна изборите во Босна, и реков, ако победат овие националните партии, ќе има крв до колена, и така се случи. Таа вика, што зборуваш ово? Меѓутоа, во моите дела, на некој начин, таа голема катастрофа беше антиципирана и беше навестена. Сега, во целата таа приказка, врзано за самата куќа, кога веќе останавме единствени во својата куќа, многу е важно токму тие елементарни работи, врзани за куќата, да бидат јасни за себе. Например, тука се инсистира на темелите. Ова е тврда почва. Прво што треба да имаш, тоа да имаш плац. Треба да има, не се гради на небото. Значи, тоа антиципира општата ситуација. Треба да имаш земја и така натаму. Ама тврда земја. Тука, нели, се вика водојран. Ако наидеш на спила, ти можеш да копаш што сакаш, тоа не се капи, ама затоа можеш со една метла да го исчисти, да исчисти спилата и на спилата да удриш темелите, и куќата ќе стои и ќе биде цврста. Значи, сите тие елементи кои имат де факто некако преносно значење, овде се дават како животни елементи, без некое филозофирање. Бидејќи литературата не трпи премногу големо мудрување, ама околу тие состојби на градби и изградби, секако дека во мојата литература е еден од трајните сегменти. Сеќавам на моите средношколски денови, кога прв пат почнавме да се интересираме за Александар Македонски и за древна Македонија, за античка Македонија, единствено четиво до кој ние можевме да допреме во Македонија на македонски јазик беше на Вилки Нурлив, тој познат, хајде да кажем, историски роман Александар Македонски или Александар Велики, без разлика. И сега мене ми е фасцинантно тоа што ти си во Белград, 90-та година, и зборуваш за Македонија во древноста, за македонска држава во древноста, и ни повеќе, ни помалку за Александар и Аристотел. Кај тој интерес кај тебе за Македонија и древноста на Македонија во 90-та година? Тоа е наша стара тема, а исто така и моја. За мене не е никакво изненадување и никако чудо, затоа што антиципацијата за тоа дело се наоѓа веќе во тие некои мои стари белешки кои се споменуваат во времето на Ирвасите, меѓу другото.
Инако што се однесува до самата тема за Александар, таа тема јас ја почнав. Пред тоа не постоеше. Меѓутоа, тука не станува, иако се базира и на историски извори, на Херодот, на Плутарх, на Псевдокалистен и на други автори, сепак јас тука направив една субјективна визија на еден мој Александар и меѓу другото, како и во некои други дела, сакав да решам еден голем технички проблем, кој е во литературата веројатно и најтежок и ретко кој се осмелува да го прави, а тоа е да се поврзат различните времења и различните простори на едно место. Кај мене тоа е направено во кулата на еден начин, во птиците од ланските гнезда и во ирвасите на друг начин, а овде е направено на трет начин преку мотивот на потрагата. Потрагата е во основата на сите мои дела. И тоа што низ сите нив шета Дон Кихот, зборува за тоа дека е тој самиот символ на таа потрага, е исто така девојката која се појавува, дека е символ на тие виши стремежи. Сега, кога е во прашање Александар, јас сакав, што се вика, да му влезам во душата на еден специјален начин. За сега за Александар се зборува секако, дали бил злосторник, дали бил колјач, дали бил ова, дали бил оно. Сите историски личности имат крвави раци, тоа не е спорно. Но во моето дело има три символични и стварни личности кои се преплетуваат. Едниот е Исус, вториот е Дон Кихот како личност и третиот е Александар. И врз нив јас ја испробувам тежината на она што може, што е можно во цивилизацијска смисла да се направи со собствената и со општата судбина. Така што Исус го извлекувам од религијата и го претворам во книжевен лик, кој е најзначаен за развитокот на човештвото. Дон Кихот е како еден општ символ на потрагата, а Александар човек кој се појавува прв со таа екуменска идеја да го поврзе целиот свет и да створи нешто што е повисоко и поважно од сите нас, нешто што нас не надраснува. И Александар е еден чисто индивидуален лик. Тука во ова езеро, тука што го гледаме зад нас, Од кај таа идеја? Има една... Тоа е историски факт? Една сцена. Тоа не е историски факт. Тоа е факт на литературата, бидејќи ние од животот го земаме она што ни треба за да создадеме нешто место животот. Ние на некој начин го жртвуваме својот живот, својата екзистенција, менувајќи ја. Беше тоа кон средината на месец Мематерион, најубавиот во тој крај, кога покрај југоисточниот брег врзуваа смоквите, цветаа калинките и опојно мирисаше жолтата трева која во некои идни, нестварно далечни времиња ќе биде наречена Ајдучка. Подалеку од населбата на пеонците, сувите ритчиња беа посејани со винова лоза. Крај брегот, на некои места се до водата, растеше дива детелина, а зад неа, лачно околу езерото, се протегаше брестова шума. Александар ја отврли лесната облека. Стоеше на брегот, изгорен од сонцето, но со чиста кожа. Убав, со глава малку наведната на левата страна, мижуркајќи поради златниот оција на водата со своите разнобојни очи. Левото светло сино, а десното темно, речиси црно. Вака гол, со среден раст, се уште личеше на дете.
Иако Аристотел во текот на патувањето јасно ја виде цврстината на скелетот за кој еластичните мускули на млада цверка беа сраснале како душата за телото. Тука се важни поврзувачките мотиви. Тие не се базираат на некои измислици. Факт е дека Аристотел му бил учител на Александар. Факт е дека од неговото воспитање зависи профилот на Александар. Факт е дека во таа една негова скратена верзија тој ја знаел целата Илијада напамет. Факт е дека со себе носел големи цела една група научници, дека создавал филозофи. Ние денес можеме да зборуваме, што Александар? Александар е тоа, кога вика кој стои пред мене не може да му убие, може само од зад грб. Бидејќи или сум побрз или сум посилен. И така, не станува збор за обични личности. И сега, јас тука ова езерска сцена ја користам за да го поврзам духовниот свет на најголемиот филозоф на тоа време, а веројатно и на сите времења, и на најголемиот војсководец. И тука, како што некои критичари луцидно забележуваат, например, Предраг Палавестра, дека тука Александар го победува Аристотел. Тоа е јасно во романот. Зашто тој има една нагорна линија. Од една страна, оној момент кога тој решава од Миеза да тргне по пат на иницијација, а иницијацијата е основниот факт на потрагата. Без иницијација нема потрага во сите стари култури. И затоа јас него го земам и како што ги земам овие врски со јужноамериканската култура за да се фатат врските со времето, ама тука чисто на значајнски план се стават двајца луѓе од кој еден е голем филозоф, а еден кој го надраснува токму преку неговата филозофија. И тој, би рекол јас, има во себе, ги поврзува Аристотел и Платон. Бидејќи она една многу важна мисла на Аристотел од неговата поетика гласи: луѓето според онаа што го зборуваат се вакви или онакви, а според ова што го прават срекни или несрекни. И сега Александар тоа го менува. Луѓето према онаа што го прават се срекни или несрекни, но спрема стремежот смртни или бесмртни. Одисеј оди понатаму. Тој не ја сака смртност. Тој сака да биде човек, индивидуална личност. Одисеја е епско дело во кое мислиме дека се случуваат некои епски работи, колективистички работи. Тоа е приказна за единката. Лаер татко му е единак. Одисеј е единак. Телемах е единак. Тоа се осамени луѓе кои се бараат на еден огромен простор. И Калипса му ја нуди безсмртноста и вика: добро, кога не икеш, сигурно твојата жена е поубава од мене. Не, вика,
Ti si i po visoka i po ubava, zašto si boginja, a moja ta žena je obična žena. Ama jaz poveke sakam, da vidam kako od moje ođak izlegova čad, odošto da vidim besmrtne. Ние сме на цареви коли за секој струмиченец. Ќе бидам уште по-конкретен за секое градско дете. Ова е најмитското место, нели? Нема растење, не можеш од дете да преминеш во момче или во маж. Ако си градско дете, ако пред тоа не го поминеш детството тука, ако не ги преоткриеш сите стари урнатини, ако не ги провериш сите стари приказни, се сведува ли дел од твоето детство тука со цареви кули? Има ли Кула на Ридот некаква, било каква врска со цареви? Kula na Ridot nema nikakva vrska sa carevi kuli, no jaz imam golema vrska i golemi vrski sa carevi kuli, бидејќи јас сум тука, нашата стара куќа беше во самото подножје на овој наш Рид, Баир, што го викаме, и ние како деца се игравме или во малите таму, во дворовите, или тука на Баирот, со тоа што беше задолжително да се каче човек барем еднаш дневно тука, некојаш дури и ноќно време за опклада, за да запали некој огин, да го видат дека не се плаши од вештерки и така натаму, и ние имавме таква страшна кондиција што јас во онаа време некој кој ќе рече дека е уморен, си мислев, што е сега таа работа? Што е тоа умор? Што е тоа, како може некој да се умори? А сега гледам дека, иако тоа не е не знам каква височина, но сепак е многу стрмо и дека треба добра кондиција, ама ние тогаш во се бевме во добра кондиција. Полето беше некако сега со најлони, туку беше со се белееше од памук, се црвенееше од афион, од портокалови бои, од сончогледот, и изгледаше навистина прекрасно, а во овие краишта, нели, ние доаѓавме и да се играме, доаѓавме во качунки време да собираме качунки, тука за цареви кули, да сечеме парнари, зората копа, кога собиравме да се прават тие големи огнови, а главниот тој струмички овај огин и се правеше ова малку, нели, пониско од цареви кули, но ова ората копа што ја викаме, и затоа тоа така и се вика. Така што е тоа навистина еден интегрален дел од моето детство. И јас кога ќе помислам на своето детство, независно што тогаш немавме дома струја, немаше вода, немаше ништо, ама имаше се, и тоа време ми е како огреано. Небото од детството го помнам уште како нешто што навистина ме покрива до ден денешен. И мислам дека далеко од тоа да беше тоа некое митско место, јак тук се раскажуваше, има тунели кои излегуваат вамо, кои излегуваат таму, тоа се случува, она се случува. Сте ги проверували ли сите тие приказки дали се точни? Се разбира, ние влегувавме во сите тие дупки, во сите тие овие
bunkeri koji toga se prave, особено 48 година кога предстоеше Напад од исток и од запад. напад од сите страни, направија бункери на сите чуки, така и тука имаше еден голем бункер и тоа не си го користевме како скривалиште за детски игри и така натаму. На висорамнината имаше стара урнатина, врз чии темели некогаш се воздигала прекрасна кула, надвишувајќи ги и највисоките облаци. Била направена од необично мазен материјал, сличен на слонова коска, поради што некои се уште така ја вика кула од слонова коска. Основата на урнатината беше елиптична, доволно широка да може да издржи тежината на Вселената, или барем да й биде огледало. Од незиниот врв, некогаш во старо време, можно е дека бил видлив сиот свет. Остатоците на градбата беа од делкан камен, чие потекло не беше познато. Огромните блокови со ништо не беа сврзани, освен донекаде со некој чуден малтер од јајца на птици. Туку слободно лежеа едни врз други. И покрај тоа, градбата, односно на што беше останало од неа, оставаше впечаток на цврстина и солидност. Од се, одвај, ако беа останале темелите, па и тие дури тука и таму. Над нив одвај се насетуваа првите катови на кулата, кои очигледно, колку што се одеше во височина, полека се стеснуваа. Една од метафорите кои тука се кријат е раѓањето, можното раѓање на нашиот свет, бидејќи веќе во првите реченици се зборува дека ридот всушност надвор од светот. Значи, тука е воспоставена една нова географија. А леден го символизира целиот свет. Ако е ова надвор од светот, а леден е целиот свет, како е сега тоа можно? Значи, тоа е една сосема нова географија воспоставена во самото дело, во кое се зборува дека на ментален план, ние да речеме, всушност не постоиме за свет. И дека, ама тоа е напишано 80-те години. И дека допрва ни престои евентуално раѓање. И затоа крајот завршува кога леден, кога Лазар и Тера со децата одат за леден, доаѓаат до таа порта која тешко се минува, ама тој тука ја покажува својата сила. Ама понатаму не се знае што ќе биде. Затоа што е пред него само еден пат, една биволска кола со сено и една неизвестност. И ние сме се уште во таа неизвестност. Затоа и кулата, тоа е една од наслојките. Тоа е приказна за природата како ретко која во светската литература. Тука е сочуван тој живот кој веќе сега го нема. Еве, утре снегови ќе нема, ледови ќе нема, а тамо е завеено до уши преку зимата. Ево го ветерот, не знам од кулата. Не слушна, има Господ. Неверојатно. Кулата во целина има една композиција каква нема во светската književnost. Никој тоа ни не пробал нешто тако да направи. Така што тие 9 ката на кулата со 9 овие одрази во земјата се повторуваат и се мултиплицираат и за ридот, и за пошироката слика, па се до таа елиптична ова слика на самата Вселена. А од друга страна и самото дело графички гледано е направено така што создава кула. Има овај 45 поглавја, од кои
првото има 9, па 8, па Да. 7 и кога сите ги собереш, тоа се 45, со оние другите невидливи 45, тоа се пак 90, пак една деветка Така. заокружена со... Кој е некој магичен број кај нас во нашата Јасно. традиција, И нели? тука има една, мислим, тајна која ете така, сега можам да ја кажам, кулата всушност беше замислена како две книги. Јас првата реченица што ја напишав беше крајот на втората кула. А сега с Богом ти и така натаму. Меѓутоа, постекна, и од тоа е многу напишано. Постекна околности, тоа остана до ден денешен незавршено, и јако кулата има како целина една компактност и се гледа едно единство, тоа не е спорно. Сепак, тука и таму по некои детали може да се види дека може би таа слика треба да се појасни. Значи да се види од другата страна, од леденска страна, да се види сега како тоа изгледа во вистинскиот свет и како изгледа можното враќање кон кулата, особено нејзината внатрешна димензија. И тоа е бегло назначено, например, во пуста земја, дека од внатрешна страна тие одат на кај градителите на кулата, значи така тоа се сложени организации кои за обичен читател, нели, тој треба се ги чита како приказка без многу да се внесува, затоа што тоа полно со ликови, со настани, со хумор, со фантазија, со хумор. Со се од што е литературата создадена, ама да се фатат сите тие тајни значења, треба, нели, многу повнимателно и повеќе пати да се прочита. Мислам, едно читање не е читање. Не значи ништо, апсолутно. Не е читање. Набоков зборуваше дека во првото читање само можеш да видиш каква е хартијата, како е повезот, што е ова, нешто да е намирисано. Некоја граматичка грешка. Ништо тоа не е. Ништо тоа не е. Не, еве, гледај по твојата професија, значи сите ги знаат текстовите на памет и пак не знаат за што станува збор. Нели? Мислам дека еден од најголемите проблеми е отсуство на свест за важноста на нештата. Јас за тоа сум зборувал во врска со Цепенков и можам тоа накусо да го споменам, дека тој, кога почнал, пред да почне да собира народни умотворби, имал во главата многу песни и раскази, но не знаел дека се важни. Оној момент кога сватил дека се важни, тој почнал нив да ги запишува. Така и со другите нешта, пред се со државата. Јас реков еднаш порано, ние треба да ја пратиме трагата на сите држави низ кои сме поминале, бидејќи во нив сме партиципирале. Тоа е многу важно. А кога дојдовме до своја држава, треба да знаеме дека тоа нашето собирно место со сите главни атрибути. Црквата е
може би и на првото место, зашто православните цркви, како што исто имам речено на друго место, се државотворни цркви. Тоа е нешто специјално. Исто така, јазикот, култивираниот книжевен јазик и исто така нашата заедничка судбина, која мора да биде ослободена од сите наши дневни амбиции. Кај Кант стои едно естетско правило, кредо, всушност, кое гласи убавината се допаѓа без интерес. Што значи тоа? Дека самата убавина е својот собствен интерес. Не може парцијалниот интерес да биде над интересот на државата. Само државата може да ги сочува сите атрибути на својата државност. Ние имаме сега една ситуација во која се оспоруваат главните елементи на државата. Јазикот, институциите, главните институции, председател, собрание, суд и така натаму и така натаму. Значи, тоа зборува за старите делби, зборува за една зверска борба за власт, при што повеќето од оние кои се вклучени во тие борби и во тие игри, може би има своји резервни варијанти. Ама ние, кои немаме друга држава и немаме други атрибути, кои знаеме да пишуваме на македонски јазик и знаеме дека без таа држава нема кој да го чита тој јазик. Знаеме дека друга иднина немаме. Јас реков порано, мислам сега зборувавме за многу работи, па може би ќе се повторам во врска со Мисирков. Се вика дека кодификацијата е извршена од Мисирков, меѓутоа нема кодификација без прифаќање на таа кодификација. А да се прифати кодификацијата, треба држава со систем, со образование, со лектири, со училишта, со универзитети и со се друго, со лектори, со грижа за јазикот и така натаму. Значи, основното околу што ние можеме да се собереме е само државата. Државата која се вика Македонија и треба да остане така како што се вика. Абе, Александро, јас многу не се разбирам од уметност, нит пак сакам. И што потребаваме ја, разбираш. Ама па нештичко знам. Тава, ако не е портрет, тогај што ќе? Скица, дел од поголема композиција. Сте слушнале ли можеби за свадбата во Кана? А, това значи библиска тема. Абе не пресенаваме ли ви ке гаре со суеверијата? Значи, Исус Христос, разбираш ме, тогај вода го претворило вино, така ли? Во мојата замисла не е Христос во преден план, туку Богородица. Богородица? Да. И таа присуствувала на свадбата во Кана. Може би тие што ја правеле свадбата и биле пријатели или роднини. Јас не знам, но знам дека Кана била многу блиску до Назарет, на половина пат до Кафернаум, кој тогаш лежал на брегот на Галилејското езеро. Патем, дали знаете дека Галилејското езеро тогаш го викале Тиберијатско? Да не имале, разбираш ме, и ти неко Тиверија като нас? Сите имале своја Тиберијада. Како што гледате, светот е мал, но да го мавнеме тоа. И Богородица одела на свадби. Очигледно е дека Богородица учествувала во послужувањето на гостите. И на цело диско, разбираш ме. Во еден момент,
таа забележало ти снемува вино. И тоа му го соопштила на својот син Исус. Тој строго ја погледнал. Што имам јас со тебе, жено? Рекол. Ете, гледате? Мене ми интересира токму тоа. Часот кога Марија покорно се повлекува меѓу другите жени и потонува длабоко во својата анонимност. Незиниот небесен син ќе има свој пат и своја мисија која што ќе го промени светот. А што има таа? Малиот галилејски свет на Марија Јосифова е омеѓан со мажот, со 4 синови и со ќерките. Може би еден од најубавите моменти во незиниот живот е токму свадбата во Кана, каде што таа, помешана со другите жени, ги послужувала гостите. Чекай бе! Што сакаш да кажеш со таа приказка, разбираш? Ништо. Само се прашам, дали е можно таа да биде видена и забележана во тој обичен миг, кога се слеала во толпата и се изгубила меѓу толкуте обични и секојдневни лица. И каква врска има Библијата со това, разбираш? Тоа што Маџунков го пишува во овие 6 книги може за миг да ни заличи на басна, на парабола, на будистичка зен приказна, но не се совпаѓа истело со ниту еден ваков прозен вид и останува една специфика за творештвото на овој писател. Веднаш ќе речам дека тука меѓу тие куси прози се кријат највисоките достигања на Митко Маџунков и дека во овие книги има такви парчиња што можат слободно, без страв од претерувања, да го понесат определувањето вистински ремек дела. Тоа што станува збор, ако се гледа на форматот, нели, на тие текстови, за еден вид прозни минијатури, не ја намалува вредноста, туку го покажува мајсторството на овој уметник на зборот на мал простор да оствари големи запати. Овие дела, јас не сум ги броел, но мислам дека ги има неколку стотини, тука мислам на сите 6 книги од овој вид, и тешко е да се одберат најдобрите. Тие, за жал, се уште не се откриени од нашите критичари, а ми се чини ни од читателската публика. Нивното време, според мене, допрва доаѓа. Во неговите романи, кои се обседнати со времето, како главна подтема се јавува секојаш стравот од исчезнувањето и тоа на меморијата. Како и Кирил Пејчиновиќ, кој во 19. век врежуваше во Марковиот манастир во камен запис дека ја видел Халеевата комета, не знаел дека ќе се вика Халеева, се разбира, и звезда со опаш зјало темна пловеше таке коде Солун и така натаму. Како што тој бележал во камен, со оној негов импулс да не се заборави, да се запомни, да се пренесе до поколенијата, така и Митко Маџунков длаби во својот белетристички камен на своите романи една порак: не заборавајте. Амнезијата е најстрашна работа. Ми се чини дека таа проекција на менталното врз историското време е една многу важна негова особина, што него го рангира во категоријата европски автори. Тоа е огромен експеримент, тоа е ризичен експеримент. Тоа е експеримент кој што може да го направи само образован човек.
Тоа е експеримент кој што може да го направи човек кој не само знае, туку знае како и да се справи со тоа што го знае. Затоа што оно што го знаете е огромен товар. Никаде во неговите романи немате парадирање со знае. А излегувате, од читањето на еден роман излегувате од тоа читање како да сте прочитале Ларуст, 8 томови. Или кратка историја на времето од Хокинг, или не знам што уште. Нашиот балкански паланечки комплекс, кој се состои во наивното убедување дека светот почнува зад ридовине, значи не овде, другиот, таму, светлиот, тој е подобар, е дефинитивно скршен не само со делата, туку и со животот на Митко Маџунков. Тој замина во Белград на студии, беше исклучително ценета фигура во српската книжевност. Пишуваше на српски јазик. Го проба тоа светло таму, што не вади од оваа паланка, под наводници, паланка. Беше билингвален автор и еве го сега повторно назад, во Македонија. Зошто? За да ни докаже дека човек не се раѓа ниту во гинеколошката клиника, ниту со нов пасош и ново државјанство, туку човек се раѓа вистински само во својот мајчин јазик. Маџунков е мајстор на македонскиот книжевен идиом, тоа ќе остане, за жал ќе биде непреведлив уште многу време и нема да стане светски беселер автор, барем не во блиско време, меѓутоа јас сум убеден дека ние вечерва промовираме дела на автор, великан на светската книжевност. Градот бил населен со никаквеци и злосторници што ги нема во векот. Поради некоја кобна вина, небото им ги затворило матките на нивните жени. Тоа бил град без деца. Многу и многу години во градот немало рожба. Низ улиците, како вреќи полни со коски, се клацкале, цинцили најки, луѓето призраци, чии демонски тела се повеќе ги земале обележјата на нивните уште подемонски души. Тоа не биле живи скелети, туку песочни страшила низ чии шуплини свиреле студените ветришта на пустината. Од се човечко, на тие грди сеништа, им останала само сладострасноста. И тешко си му на патникот неволник кој ќе влезел во тој град. На тие блудни машини не им било ништо свето. Еден ден, во куќата на Лот, дошле гости. Бледолики луѓе, од крајот над звезденото небо. Штом лошите жители на градот дознале за тоа, навалиле на Лотовата врата. Лазар стоеше пред вратата со расширени раце. Одеднаш, да се спаси честа на куќата, да се одбранат гостите, беше поважно од се, од животот и од смртта, па и од судбината на децата. Да ни ги дадеш гостите, клепетеа костурите. Дај да ги набодеме на кол. Растреперен, блед, Лазар чувствуваше дека толпата го крши, притискајќи го за тешката врата. Џганот рамномерно штракаше со вилиците, а ниско над него по небото сосема бавно летаа птици со зелени зеници, нема втајки со криљата. Ќе ви ги дадам керките, рече тогаш Лазар, во треската на сонот, следен од ужас, ни самиот не верувајќи во она што го рече. Ќе ви ја дадам невиноста на своите керки. Тогаш од куќата излегле гостите, бледоликите жители на небото, и кревајќи ги нежните, но моќни раце, ги пуштиле своите невидливи стрели во толпата. В час, што имало да имало луѓе на плоштадот, сите ослепеле. Сакаме да го сотреме ова семе на мракот, рекле се можните гости со глас кој не знаел за одстапка. Одете си од ова место.
И не свртувајте се назад. Бранко Ставрев и Митко Маџунков дефинитивно се еден од така наречените тандеми во театарот кои функционирале од секогаш, нели, од моментот кога е измислен, нели, човекот кој се нарекува режисер и кога се разделиле професијата драматург, нели, писател, сценарист и режисер. Вие сте еден од тие тандеми во Македонија. Јас сум имал таа среќа да бидам покрај вас, кога се работеше представата Чудо, големо повторно во Смилничкиот театар. И го имав тоа чувство на односот на Данченко и Чехов, нели? Визави тој тогаш особен, нов, сосема различен театар кој го правеле тие во тоа време. И ги видов тие типични, нели, дури и конфликти, нели, сосема потребни, сосема разбирливи помеѓу писателот и режисерот. Како е во тој смисол да се работи со Митко Маџунков, кој бара да се разбере, пишаното, кажаниот збор, речта, нели, да биде тука, кај него на крајот на криштата, еден голем дел од драмското действие, напред го движи диалогот. Како е да се работи со еден таков материјал? Ако почнам некаде од крајот, ќе речем дека еден ден кога големиот московски художествен театар запаѓа во некоја криза, финансискиот директор на театарот им рекол на Данченко и на Станиславски, барајте го Чехов да ви напише пиеса, оти банкротира. Значи, лукративна била потребата од Чехов, така? Апсолутно. Не попусто на завесата на МХ до денеска е извезен галебот, нели, со кој почна таа убава соработка. На завесата на Струмичкиот театар не е извезен смокот, затоа што не префтаса медицината, нели? Можете тоа да го проверите во секоја аптека. Тие го земаат тој знак за себе. Инаку, она што е најкарактеристично, тоа е начинот на кој Митко Маџунков се однесуваше спрема подготовките на неговите текстови. Тој земаше годишен одмор да присуствува на пробите. Јас кој имав адет да ги помолам во вторите да не ми доаѓат на ова, нели? На проби, особено. Да, не можев тоа да го направам со Маџунков. Напротив, подоцна свативме дека ни недостига кога не е тука. Тој е автор кој за своите роли, ликови, водеше сметка како за своји родени чеда. Нели? Едноставно мислеше дека не е едноставно да своето чедо му го дадете во раците на тугинци, нели? Кој знае што ќе прават него, как ќе го воспитат, как ќе. И во таа смисла јас дозволував само на Митко Маџунков да учествува на пробите и често пати да ја превземе режијата во смисла на експликација на ликовите. Тој никош не се замеша во просторните решенија и другите одредби на представата, меѓутоа страшно го интересираше што со ликовите. И бидејќи рековме, првата работа беше направена со фактот што пишуваше за определени актери, тука не требаше многу време, нели, да тие актери се одиграат на некој начин самите себе си, кои се, нели, од представа во представа постојано ставени на големи искушенија, зашто еднаш се расправат со големиот смок, што едно големо зло што го нападнува градот, друг пат со сенката, кај што има, нели, еден дел на тие наши митолошки ситуации, средби со смртта, определување на правци кои одат кон пуста земја, нели? И која треба и таа да се помине, за да се остане, да се спроворени така наречените иглени уши, за кои, нели, зборуваат во пиесата. Значи, проблемот на тандемската соработка, јас ја започнав уште со Живко Чингио, нели? И видов
дека на театарот стварно му треба автор, режисер, актери, онака како што оставил Господ во старите добри времиња, нели? Иако, нели, има една убава изрека дека иронијата е во тоа што и за ова време некојаш ќе речат кај се старите добри времиња. Навистина тој театар на Маџунков бараше живи ликови на сцената, нели? По тие старите шеми во кои се знае што е лик, што е карактер, што е темперамент и така натака. И тоа навистина ми се чини дека таа трилогија остана како нешто раритетно, што не знам дали може да се споредува со нешто друго. Може би во смисла на трилогијата тој е единствената трилогија што се Во македонска драматургија. Во македонската драматургија. Иако јас, нели, ги поставив сите 6 пиеси на Маџунков, што е исто карактеристично, нели, ние се сврзавме баш на таков начин како што спомнавме, нели, Емхатовски со Данченко, со ова, нели, кај што се знае кој што прави и докаде тоа може да. И тогаш се случи Кирил да ја замае со некој разговор кој никогаш никому не му затребал, ниту ќе му затреба. Тоа нејзината душа ја исполни со трепет, како да се отворија портите на времето и од другата страна бликна она што останува зад секое смртно суштество, неповторливо и вечно. Ја фати во расчекор. Неа, која мразеше општи теми, која не ги поднесуваше саѓето и маглите на Вселената, приказните за кучето Лајка, бигорот на историјата. Ја нервираше преку секоја мера што студира светска со теорија, светски курој со теорија на куроите, како што кажуваше. Каква теорија за она што не може да се измери, а има длабочина, силина и изблик. Та беше од овој свет и сакаше практични нешта. И токму неа да ја фати на зборови, како некоја наивна Франческа да Римини или Татјана Ларина, пред да й дојде умот. Надворешна композиција ја гледаш само ти. И затоа јас изборувам за тоа. Писателите немат право да зборуваат за своите дела во смисла на значење и во смисла на вредност. Да, ама тоа не сосема така. Ама композицијата е нешто друго. Например, се извинам, тоа е важно. Да. Жид повеќе пати во дневниците пишува дека композицијата на Прустовиот ромен во Потрага за загубеното време е слаба. А тоа е најјаката страна. Потоа му префрлува на Пруст што тоа го објаснува. А тој го објаснува зашто тој почнува од последниот роман кој му е во главата, кој не е објавен. И сака да даде какви такви насоки кои ќе бидат ориентација во просторот за луѓето да можат да ги сватат тие минуциозни работи, она што се случува во една сванова љубов или во оние прекрасни места за градовите, за Балбек, за се она што е душата на неговото дело. Вториот том од птиците, која ќе биде гледната точка? Ако сега веќе ми откри дека пак во истиот ден ќе го раскажеш целото време, но чија гледна точка ќе биде сега? Кој ќе раскаже? Кој ќе биде протагонист, ако воопшто има кај тебе протагонисти? Види, ова што го рече за времето не е нешто што
i nepoznato. Ili postoji objektivno istorijsko vreme i subjektivno vreme na našето доживување и тоа е така некоја Бергсоновска визија во филозофијата јасно назначена. Меѓутоа, кога во литературата, која е практична работа, која не е абстрактна мислење, туку непосредна и конкретна стварност, кога тоа треба да се примени, не може да се примени врз основа на некоја теорија. Човек мора да дојде до тоа на кој начин времињата може да се поврзат така да останат во еден ден. Но јас сакав, како и во сите мои дела, едно сосема ново решение. А тоа ново решение е преку тие пораки кои имат специфична функција. Значи, на секоја порака, на тие ливчиња, некои се лажи, некои се стварни, ама на секоја ливче пишува дзирни во дупката, а кога се дзирне во дупката, се дзирка во фактичката дупка, која тогаш те претфрлува вамо и тамо и која ги овозможува тие да се случуваат тие работи кои случуваат. Но и тоа не е доволно, бидејќи сега тоа што рече треба да се организира преку некоја гледна точка. Јас во птиците работата ја поставив широко. На тоа место каде што во стварноста се собра еден голем народ, сега го собирам народот на цела Југославија. Доаѓаат од сите места и јас следам само една целна група, библиотекарите, што е... Сега, тука треба да се случи целата историја, сите тие следни 15 години. 15 години треба да се случат тука и тоа треба да се премости, се разбира и преку тие внатрешни раскажувачи, од кои некои како Лена, например, се директни свидетели на првите настани, а сега ги гледати од дистанца по 20 години и чија должност, така како што е замислено кај мене, меѓу другото ќе биде да се забрзат малку работите, бидејќи сега е како една плавна река, сите доаѓаат бавно и сега ако треба 10.000 страници, не треба на тој начин да се продолжи работа. Водата, рече пророкот, ќе влезе во цевките на градската канализација и ќе почне да се качува по солитерите. По шолите ќе пливаат полноглавци и од нив ќе скокаат жаби, а од славините ќе течат гомна. Истовремено, тој гадливо го крена пивото, кое се беше стоплило на сонцето. Кирил седна на камената клупа загледан во водата, во која меѓу облаците и вејките тонеа лебните трошки, мамки, фрлени од рибарите. На малото плато зад хотелот Југославија, близу до осамените столбови од старата железничка станица, слета полициски хеликоптер. Пилотот беше достатно опитен незабележано да слета, ако затреба и на грбот од самовилско конјче, како брм врз зрм. На сличен начин болскавичката си ги испекла мадињата откако му се нафрлила на догорчето, сметајќи го за мощне загорено и распукано светулче. Тоа беше последниот виц што З. Колен, како задолжителна домашна задача, го раскажа завчера, во петокот, пред да се разотитат од библиотеката. Само што се примири, изгледа се премисли. Пак летна, косо и ниско, пак брмна и грмна и одлета како ветрушка над реката. Околу таа фамозна енциклопедија, што се случи со енциклопедијата? Основните проблеми, колку што јас видов додека работевме со таа редакција, не се разрешени. Не се разрешени. Таа клацкалица меѓу национална и граѓанска држава е голем проблем за Македонија. Сите овие југословенски држави станаа национални држави.
Така беше и Македонија и потоа се претвори од национална во граѓанска држава, а под граѓанска едните подразбираат национална од македонска страна, другите национална од албанска страна и тоа воопшто не е добро. И затоа јас во она еден голем текст кој го напишав како образложение, реков дека средишната точка на целата таа идна работа треба да биде државата, да следат трагите на државата од памтивек до денес, која е нашата партиципација како Во другите луѓе. држави. Во другите држави, како луѓе кои сме живееле тука, а дека во македонскиот овој корпус, мислим, зборам за државниот корпус, влегува она што директно било работело за Македонија како држава која се определило за себе, а не за некој друг. Значи, националниот концепт, дека сите македонци се македонци, независно од тоа дали се кажуваат бугари, грците. Мора во еден момент тоа да се пресече. Мораш да му дадеш правото на некој да каже она што сака да каже и да биде она што сака да биде. Ама со тоа не може да се поништи основната приказна. Нашите делби, кога на една маса седе, како ние сега, браки, и кога едниот е грк, другиот бугарин, третиот србин, четвртиот македонец, а според математичките закони знаеме дека и физичките закони знаеме дека едно тело не може истовремено да биде на повеќе места, тогаш се поставува прашањето како сите оние може да бидат без главните атрибути, кои се викат јазик и црква, а само ние кои ги имаме тие атрибути не можеме да бидеме тоа што сме. Значи, тоа е многу сериозен проблем. Јас мислам Така да дека граѓанското тука мора да се врзе за националното, тоа е за националното во онаа смисла кој е фокусирано на својата држава. само 70 години од кодификацијата на македонскиот јазик, а тоа е многу малку време, да бидеме сериозни, ние го преведовме неважното од светската литература. Има ли причина човекот кој е на врвот на овие звезди да биде задоволен од ова, или мислиш дека ти лично, редакцијата со која работеше и времето во кое ова го правевте, можевте повеќе и подобро? Со она што се направи со звездите, јас сум апсолутно задоволен. Дотолку повеќе што целиот тој процес одеше така што можеше да тргне и по некоја друга насока. Јас пред малку споменав, кога беа овие настани околу енциклопедијата во 2009 година, целата следна година редакцијата е помина во работа врзана за енциклопедијата. Меѓутоа, уште од 9-та година јас имав преговори со владата на Република Македонија и со Министерството и целата наша редакција се разбира, околу една едиција која тогаш меѓутоа не беше предложена како ваква едиција, туку беше замислена како нешто сосема друго. И во тој момент јас сметав дека е тоа ненужно и дека треба да се направи една антологија на светската литература во која ќе се собере се она што е највалидно во светската книжевност од една страна, а од друга страна тоа да биде преведено на најдобар можен начин или старите преводи да бидат редактирани, така што истовремено да се докодифицира македонскиот книжевен јазик. Тоа што е изработено, ама ако тоа не се промовира на секаде, ни сите градови, ако не дојде до сите качиња, да заличи Македонија од книги и да се одржат промоции, бидејќи тука се сите големи јазици, сите големи книжевности. Можеш да правиш за германската книжевност или на германски јазик, за англиската, за француската, за жанрови, за периоди и за поединечни дела. Затоа што тука има ремек дела кои прв пат се појавуваат, да не зборуваме
da ne odeme potamu, samo da gi spomenem, Rabelais, Villon i ovaj Montaigne, da rečemo, od postarata francuska književnost, pa da vidimo za što stanuo zbor. Kumulativno 1500 godine trebalo tije raboti da se svršat. Така što ova go smetam za jedan podvig, навистина, за нещо много важно и не е това само моя заслуга, се разбира тук на целата редакция и на сите кои беа вклучени, кои помага и на сите преведувачи се разбира, без кои таа работа не може да свърши, а тук беа вклучени најдобрите преведувачи од сите наши средини, за сите јазици, университетски професори и така натаму и така натаму. Власта треба да се подпре на умот и умот на власта, дека без таа симбиоза меѓу државата и она што државата го представува, нема култура, нема напредок, нема опстанок. Значи, зборувам за тие пораки, големи пораки на литературата. Пораката која, сега се ограничувам на моето дело, пораката која може од тој пример да се извлече, не е само во тоа дека сме ние многу важни за ширењето на и за создавањето на европската култура, туку дека без симбиоза меѓу умот и власта и без цврста држава која сите ќе ја чуват, нема иднина.